Ќе почнам со еден неортодоксен поздрав, што е невообичаен поздрав. Ве сакам сите. Амин. Една единствена причина за тоа е дека Исус прв ве засака и вас и мене. Амин. И нема друг пристап подобар од оној кој што Исус го востанови за сите нас, за секој еден од нас. Ве сакам сите. Амин. Ве благословувам сите. Амин. Во име на Исус. Зашто сме тука денес? Неодамна бевме во Куманово и на многу голема радост. После, не знам колку, 20 години се сретнавме со брат Джими и викам, ова не може да е ништо друго, само Божја промисла. Бевме таму, беше некој тоа семинар. Семинар за водачи, лидери, оние што многу зборат. И што збориме, дали добро збориме, дали сум само праведен, реторичар на самобендисаност, дали она што го кажувам као самоправеден реторичар на самобендисаност, или го кажувам она кое што Исус Христос ни го вели, што Духот Свети ни го дава во умот и во срцето, да го имаме, да го доживееме, да го разбереме и да го пренесеме на браќата и сестрите. Дали сум само праведен реторичар, оној кој што збори за себе да се издигне, или сум оној кој што го зборува Божјиот збор, кој што е по Божја милост даден на секој еден од нас. Другиот не кажува добро. Но дали јас кажувам добро? Обично кога збориме за луѓето, тој, знаеш што, може би. Дали го имам зборот на вистината во себе? И ако го имам, дали го кажувам? И ако да, како? Самобендисани, самоправедни реторичари на словото кое што користат името на Исус Христа се издигнат себе, има многу. Ама дали сум и јас тој? Дали сум и јас тако? Дали имам совест родена од Бог, совест родена од Божјиот глас во мене, совест родена од Духот Свети, која што вели не гледај на другиот, која што вели не се докажувај пред другиот, која што вели не се само издигај, која што вели следи го Исус. Амин. Следи го Исус Христос и тоа без компромис. Алелуја. Амин. Кога со брат Джеви се чувме и кога рековме дека ќе дојдеме веднаш пред да се јави брат Джими, и во тоа време секој утро со Мими ние читаме, Мими и Милка сопругата моја, секој утро читаме Библија заедно. Прва работа сериозна што почнуваме, седнуваме и отвараме Словото. И читаме заедно и сакам да ви кажам на секој ден дека тоа е најдобро нешто што можеш да направиш. Нема да мислиш дека си машко па све знаеш. Нема да мислиш дека си жена па ти боље знаеш. Кога заедно читаат луѓе Библија, се случува нешто. Господ зборува повеќе отколку на еден човек. Амин. И никој не е недоволно добар за да не може да прими од Бог, да каже, да послуша и да постапи. Секој утро читаме заедно Библија. И у тоа време се јави брат Джими и во тоа време тоа што го читавме и натака како што беше, нели, кога се одвиваа работа, Господ ми даде збори, тоа ќе ви читам денеска. Ќе ви прочитам тоа и ќе имам во обзир дека да не ви земеме целото време, но да биде све у Божје време, како што треба. Амен. Ако имате Библија, отворете во Евангелие по Марко, 11 глава, 24 и 25 стих. И таму пишува: затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. И кога стоите на молитва, простувајте. Ако имате нешто против некого, па и вашиот Отец кој е на небесата да ви ги прости вашите грешки. Ако вие пак не простувате,
И вашиот Отец кој е на небесата нема да ви ги прости грешките ваши. Поедноставно од ова не може да биде кажано. Попросто од ова не може да биде кажано. Не постои човек кој што не се налутил на некого, не постои човек кој што не е навреден од некого, не постои човек кој што не бил повреден од некого, не постои човек кој што не бил повреден неправедно од некого, не постои човек кој што не бил оцрнет од некого, не постои човек кој што не бил оставен на цедило од некого, не постои човек, ниту еден човек, ни машко, ни женско, кој што не бил повреден од друг човек, кој што бил во библиски знаеме слуга на ѓаволот, значи не постои ниту еден таков, и Исус тоа го знае, и го знае најдобро од секој еден од нас, и ни вели, опрости, опростувај, опрости на оние што те повредија. Ага, Господи, тој неправедно ме повреди. Ми зема кај што беше моje, што не требаше да ми земе, ме повреди, кај што не требаше да ме повреди, ме бутна кај што не требаше да ме бутне, ме сопне кај што не требаше да ме сопне, ми направи неправда, ми направи зло, ми украде, ме истепа, ме очрни, не знам кое што све не, и сето тоа Исус Христос го покри на крстот со својата сеопатна жртва за секој еден од нас, за сите ние да бидеме слободни од грев, од болест, од смрт и од неопростување. Единствен кој не сака да опростише непријателот, затоа што си врзан, зашто ако си со Исус Христос одењето символички е као да леташ, ако не опростуваш си врзан доле со тег кој што не можеш да го дигнеш, не можеш да се ослободиш и не можеш да одиш со Исус Христос. Значи Исус Христ јасно и гласно кажува на секој еден, и не е случајно, може би ќе зиваме Господ на вечера заедно, на секој еден кажува опрости. Сега луѓето вика, како да му опростам, толку многу ме повреди, ми сгреши, ми направи зло. Исус Христ, кога вика опрости, не те вика припатија неправдата, дозволи неправедноста да расте и да се зголеми. Не, тоа стои. Исус сите ги сака, Исус на сите им вели, Исус нас не учи, као што Отецот сите на сите им дава светло, као што Отецот го прави тоа, така и ние треба да сите до еден кои не повредија, кои не навредија, кои не омаловажија, кои што се ни направија, да не ги мразиме у најлош случај, а да ги сакаме. Ама гревот си е грев. Праведноста Божја постои, стои и останува. И имајте го тоа во обзир, дека ако си опростил неправдата, не е задоволена, но е задоволена праведноста Божја. Амин. А ти не си тој и јас, не сум тој што треба да судам некого, да го оцрнам, да го осудам, но јас сум оној кој што треба да се покорам на Исус Христ, да се подредам на Исус Христ, да се починам на Исус Христ и да речем, Господи, што да правам, научи ме. И за тоа ни е даен Духот Свети. Моето искуство, јас сум спасен од 89 година мај, бев на работа во Лондон, Господ чудесно ме спаси таму со чудо, чудесно ме спаси, значи ми исцели во болница, кај што бев сам во соба на интензивна нега, значи многу сериозно. Господ ми исцели. И во сето тоа доктор ке да дојде се молеше за мене, имав тука инфузија, раствор некој, тука ми става антибиотици директно крв, значи многу сериозно. Господ ми исцели тоа и ми рече, јас тебе те барам. И ми исцели. Ја во моментот не разбрав добро што значи тоа, ама јас тебе те барам, знаеш што значи? Значи, јас тебе те знам, ама ја него не го знаем. Јас заврши во болница. Да. Ја немам излез во животот, имам жена со дете и друго дете на пат. И кога живееш у странство под килија без дозвола за работа е многу неубаво ако не правиш пари. Но Господ што направи? Ме исцели кај што не очекував. Една проста молитва имав тогаш, Господи, што да правам, не знам кај да се обратам, што, како, зашто да направам. И Господ дојде, ме исцели, ми рече, јас тебе те бара,
јас тебе те барам и тоа мене ми кажа едно јасно и гласно една работа, дека он мене ме знаел уште кога ја не сум знаел дека Исус е таков каков што е, дека е Син Божи, дека е оној кој ги зема гревовите на сите нас, кој што не ослободи од секое проклетство, злоба, завист, болест, смрт. И ни даде да бидеме соучесници во неговото царство. И тој истиот Исус Христ ни вели: прости. Опрости! 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 Слушайте го ова. Слушайте го ова добро. Грло ме гребе, иначе би викнал уште повеќе. Опрости! Опрости! Една работа имам забележано помеѓу верниците и водачите на црквите. Многумина не опростува. И сега мене природно ми доаѓа ова што го вели и сега што разговараме тука, што збориме овај разговор. Ако Исус Христ ти вели опрости, безусловно, и ако ти не опростуваш, како тогаш ти го следиш Исус Христос? И дали го следиш Исус Христос? И кого го следиш? Што е поважно? Суетата твоја? Што е поважно? Најважно од се за мене, јас кажам на сите кажам, секогаш на секаде кај додам и тука и кај нас и инстранство и секаде. Најважно од се, најголем авторитет на цел свет за сите времиња е Библијата. Од Библијата најважно е Новиот Завет. Од Новиот Завет најважно од се што рекол Исус Христос. Што рекол Исус Христос и што направил Исус Христос. Што направи Исус Христос и што рече Исус Христос. И сега луѓето го лимитираат, така и јас мислам некој време кога не знаев, кога нашето искуство беше порано у Југославија. Црквите православни, празни и некој сив, темен, црн крст, неубав со сива фигура како виси тамо и кое што не критикувам, ама што едноставно представува немач. А вистината е дека Исус Христос со смртта ја победи смртта, односно ѓаволот, и еднаш за секогаш влезе при Отецот на небото за себе и за сите преку својата собствена крв. Го направи тоа, влезе, пишува во книгата на евреите, го направи тоа, не ослободи секој еден од нас од секој проклетство, завист, злоба и неопростување, денес кога кажуваме тоа, не ослободи секој еден од нас, освен ако јас викам не ослободи, освен ако јас велам не е така, освен ако ја мислам дека е поинаку, а зашто да мислам дека е поинаку кога Исус Христос го направи тоа за мене и за тебе и ми даде пристап во вечноста во Отецот. Исус е Господ. Как се кажеш ти, Господине? Ти. Позади, не, тој зад тебе, таму позади жената со црвено. Ти. Кажи. Как се викаш? Господ те сака. Амин. Господ те сака. Господ те сака. Господ те сака. Ја не те знам. Не знам и што проаѓаш, не знам што проаѓаш, не знам кој си, што си, зашто си и како си. Господ те сака. Амин. Прими го тој збор. Господ те сака. Амин. У срце, Господ те сака. Ќе прочитам уште еднаш. Вика, 11, Марко 11 глава, 24 стих. Ако читате што беше пред тоа, имаше чуда, големи работи се случија многу важни работи. Ама овека што вика Исус? Вика, затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе добиете и ќе ви биде. А после 25 стих вика, и кога стоите на молитва, простувајте. Ако имате нешто против некого, па и вашиот Отец кој е на небесата да ви ги прости вашите грешки. Ако пак вие не простувате, и вашиот Отец кој е на небесата нема да ви прости вашите грешки. Значи, многу е просто. Многу е просто. Сакаш нешто од Бог? Сакаш да си благословен? Да. Сакаш да си на правата страна? Да.
Сакаш да си, тогаш, ако сакаш сето тоа, една единствена проста работа треба да направиш, освен тоа што си го примил Исус Христос во срцето, си рекол Исус Христ, биди ми Господ и Спасител, верувам во Тебе, со срце ти верувам, со уста исповедам, опростувај, бараме, јас го кажам од своје искуство, ја не сум го секојаш дека го знам ова кој што треба да го знам, имало кога не сум го знал, кога сум се гневал, кога ми било криво, кога сум лют, сум бил незадоволен, ама Господ вика, не е тоа патот е овој опрости. И кога ќе застанеш на молитва, нема ништо меѓу тебе и Бог. Зашто Исус вика сакај го Бог број 1 и сакај го ближниот број 2? Зашто кога ќе застанеш на молитва и ќе бараш нешто, исцеление, што и да е, финансиска потреба, каква е потреба, духовна потреба, меѓу тебе и Бог е ова, неопростувањето и тоа што не си во правото стоиште како што треба да бидеш пред Бог. Не си на своето место, да се изразим. Значи, немој да дозволиш да имаш неопростување во срцето и да имаш активно неопростување. Што и да е, не постои ништо кое што треба да те одврати, да те тргне од твојата дефинитивна 100% понизност пред Бог, а тоа е опрости во овој случај. Имај опростување. Ако Исус Христос опрости тебе се, ако Исус Христос се ти опрости, ако Исус Христ им опрости на другите, тогаш ќе ви дам два примера. Кој си ти, затоа што е случај, кој што е вистина, кој си ти да не опростиш на другиот? Нарочито ако се браќа и сестри прашање, кој сака нека биде маж, жена, ова, она, твој близок те навредил највише од блискиот боли. Не е важно. Опрости. И број 2. Запамтете ова. Кој си ти да не си опрости себе кога Исус Христос ти опрости тебе? Амин. Што и да си направил? Да. Кој си ти да не си опрости себе кога Исус Христ, оној кој што бил, кој е и ке биде, први и последен, Алфа и Омега, почеток и крај, Алелуја. ти простил тебе, Да. и ти кажеш ја не си простувам. Зошто? Да. Зошто? Баш, зашто? Господ сите дреден ме сака. Амин. Господ мене ме сака. Амин. Господ ги сака и оние кои што вие викате, велите дека ве победија. Ама праведноста Господова стои. Господ го сака човекот, Господ не го сака гревот. Што побрзо да се приклониме и подредиме под Божјата добра воља и да слушнеме од Духот Свети и да исполниме. Ја ви гарантирам, не дека ја нешто знам посебно, но тоа го вели Словото. Словото го вика тоа, ќе бидеш ослободен у моментот кога ќе опростиш. По дефолт. Амин. Што и да е? И се што треба да направиш остани в Божјата воља. Нека Господ ме благослови изобилно. И мој благослов на луѓето кои што збориме често пати е ова. Нека Господ ме благослови онаму каде што највеќе ви треба. Амин. Амин.